Здраво, Македонијо! Петочки, рете да дознаеме ве што мисли лидерот на опозицијата. Кој е виновен за оваа последна декларација усвоена во бугарскиот парламент, односно кој кого провоцира овде на Балканите? Францускиот предлог кој што го содржи во општиот дел на преговарачката рамка и договорот за добро соседство, кој што ние мораме да го почитуваме, во кој што е наведено дека ќе се осуди секој говор на омраза, а вице-премиерот тоа го направи пред некој ден, сосем неиспровоциран со ништо од бугарска страна. Чиста работа. Во Бугарија, кога е во прашање Македонија, сите се во еден глас. А овде кај нас лидер на опозиција го обвинува вице-премиерот затоа што јавно посочил дека од страна на Софија често има примитивно однесување кон нас. Еве еден говор од неодамна на авторот на декларацијата која усвоија пред некој ден во бугарскиот парламент, Костадин Костадинов. Непровокативно, твърдо. Какво ще рече това? Казваме ясно и категорично. В Македония се говори на български език и населението в Македония, което е славянско, е българско. Точка по въпроса. Македония е втората българска държава на Балканския полуостров. Точка по въпроса. Страната на истината. А истината е, че Македония е българска, била, е и ще бъде. Втора българска държава на Балканския полуостров, втора българска държава в Европа. Овде нема провокација, нели? Ова среде парламент не е провокација. За Филипче е провокација ако Николовски на вакви или слични изјави врати, или ако Мицкоски каже дека нема со љубави да им пристапуваме на оние кои не навредуваат во секоја можна прилика. Тоа било провокација за новиот заев на чело на СДСМ и намерно Мицкоски и Николовски ги влошувале односите со Бугарија. Што направија премиерот и вице-премиерот? Намерно ги влошија односите со Бугарија, со едни несоодветни изјави, заради што сега бугарското собрание, парламент носи една нова декларација. Така да Бугарија донесе декларација испровоцирана од постапките на претседателката и на вице-премиерот. А зошто донесе декларација Бугарија во 2020-тата дека Тито ги измислил македонците, кога вие нозе им љубевте? Лоши ли беа кнежите на тие табани, па беа испровоцирани комшиите, уште да ве удрат по глава вака? Интересно е да се чуе објаснувањето на големиот експерт Филипче за балканска политика и на оваа тема, но за тоа веројатно ќе причекаме некој друг пат. Декларацијата беше предмет на интереси на една професорка на УКИМ, политолог. Има таа повеќе интересни ставови, ќе ги проследиме вечерва. Завчера беше ова декларацијава нова што донесел бугарскиот парламент. Да, некој ден. Што пишува у неја? Видовта? Кажете им на гледачите, не ги читал три. Тоа е камен, нова декларација, света нова влада да има, нема да отстапат од тоа. Видовта? Видиш, усвоиле декларација во Софија и тоа е тоа. Света нова влада да има, нема отстапување. Ама тоа кога се носи декларација во време на ВМРО. Кога се носи во време на СДСМ, поинаку е. Меѓутоа дипломатите го преговараа тој процес. Заре мислите дека не имаше барања, не максималистички, тоа беа барања, сетете се како што они зборуваа за јазикот. А вие мислите дека максимум извадија? Јас одговорно тврдам, од тоа што го знам и што сите се сеќаваме веројатно, што зборуваа бугарите за нашиот јазик, што бараа ревидирање на договори, таа нивната декларација и све останато, дека ова беше максимум во тие политички околности. Видиш, дипломатите вешти на СДС иду и знаат да променат декларација, ама ова ВМРО-вциве, тие нема шанса. И нашите намерно испровоцираа, па овие донесоа декларација и сега сите ќе умреме како не европјани. За да не е така, Филипче има некои идеи. Ние имаме пред нас две опции. Или ќе градиме добро соседство. Ама за тоа треба да има волја од двете страни. Се сложувам, но само да кажам дека кога во 2017 година е потпишан договорот за добро соседство со Бугарија, непосредно после тоа, неколкократно се зголемени посетите на наши бугарски граѓани преку границата и е зголемена трговската размена. Исто така, неколкократно се зголеми бројот на изјави дека сме един народ, дека говориме на дијалект исти, а се зголеми бројот ние да им викаме љубави тие нам северномакедонци. Најважно се зголеми бројот на вето одлуки од Бугарија токму после договорот за добро соседство. Секоја чест. Да, тие се прекува на ставот на граѓаните. Значи на сите анкети луѓето беа против и тие некако... Тоа не е точно дека биле против. Дури можеби изборите ги добија на тоа прашање. Тоа сметам дека не е точно. И сметам дека во овој момент по ова прашање Христан Мицкоски и ВМРО-ДПМН немаат поддршка од број на граѓани кои што представуваат 58 пратеници. Зошто? Христан Мицкоски и ВМРО-ДПМН немаат поддршка од број на граѓани, немаат поддршка
Венко смета дека народот не бил против бугарскиот диктат, но и дека ВМРО во моментов било ослабено по изборите. Доколку утре се одржат избори, владеачката ВМРО ДПМН би добила најмногу гласови, тоа со поддршка од над 44%, што е во пораст во однос на парламентарните избори. Пораст имајќи албанскиот владин партнер вреди. Опозицијската СДСМ е во пат и има рейтинг од 11,2%. Лидерот на четвртата партија во Македонија треба повеќе да размислува пред да каже сметам дека. А и кога изнесува собствена логика, исто така треба повеќе да размисли. Уште еден пример следува токму сега. За нас не важат критериумите од Копенхаген како што важат за сите други. За Албанија беше да го ослободат тој градоначалникот, го ослободи и за тоа ги пуштија сега, не дека нешто посебно се поподготвени. Процесот на пристап кон Европска унија, почеток преговори така никогаш не бил лесен. И тој не е лесен од 90-тите години па нааму. Сме имале многу предизвици, специфична држава, специфично општество и така натаму. И нема ни една причина зашто сега сметаме дека најнаш може да стане лесен. Не, кога е нешто тешко, е тешко и не мора да се бориме. Меѓутоа, тешки одлуки за во име на иднината на државата е тоа што секоја влада и секоја политичка партија треба да го прави, дури и по цена на сопствениот политички рейтинг. Процесот не е лесен, никогаш не бил лесен, тешки одлуки мора да се носат макар по цена на личен рейтинг. И 5 секунди подоцна го вели ова. Јасно е што треба да направиме. Сето друго што го кажува сега премиерот и ВМРО ДПМН е изговор. Нема никаков ризик по ниту еден елемент државноста, идентитетот, културата, јазикот, што и да кажете. Сето тоа е гарантирано и со договорот во Преспа, и со договорот за добрососедство со Бугарија, тие се влезени во општиот дел на преговарачката рамка. Значи нема никаков ризик, се е заштитено, ама одлуките биле тешки за носење. Исто како таче, мислите малку пред да отворите уста. Или е тешко и се носат тешки одлуки, или е лесно бидејќи се е заштитено. Не може и двете истовремено. Како викаше таче, идентитетот е заштитен, идентитетот е бетон, на кога преговарал со нив како со нож во стомак да го сечел некој. Има медицината име за вакви состојби и тоа име не е добро да го кажеме. Ајде сега одиме повторно кај професорката Чупеска. Александар Видиновски поставува одлично прашање за консензусот во државата по однос на едни национални интереси кога е во прашање таа држава. Земе да ги анализираме соседите, пример Бугарија, секогаш кога има некое прашање кое што е важно за бугарските национални интереси, таму и власта и опозицијата и сите други партии практично се унисони во еден глас зборуваат. Истиот е случај за во Грција, истиот случај за во Србија помалку или повеќе и во Албанија. Кога станува збор за Македонија, тогаш и за неколкуте најважни државни прашања, многу често власта и опозицијата гледаат сосема различно и е повод да се расправа заради тоа. Зошто сме ние посебен случај вака? Не би рекла дека сме посебен случај, меѓутоа се согласувам со тој впечаток. Имено тој впечаток беше нотиран и во последниот извештај на Европската комисија, каде што беше експлицитно нагласено дека многу сериозен проблем е поларизацијата во општеството. Пропагандните наративи кои што неретко беа резултат на и трети страни, за жал, и кои според најсериозните истражувања во демократскиот научен кампус имаат токму таква задача да поларизираат населенија во демократските општества. Има подвоеност во општеството, силна поларизација, но тоа е поради пропагандата, спонзорирана од трети сили, од надворешни сили кои сакале поларизација во македонското општество. Интересно, кажи ни повеќе за ова. Резултатот од таа поларизација е меѓу другото и ефект на трети страни. Зошто е тоа битно? Затоа што кога ќе напумпате јавноста или кога ќе наметнете дебата некоја во јавноста, која што може да предизвика некаква тензија преку, наративни техники пропагандни, тогаш неретко се случува тие тензии да станат инструмент на политичари и на политики овде, меѓутоа не за наши интереси, туку за други туги интереси. А такви други интереси, гледано од геополитичката перспектива, се врзуваат пред се за нашето асоцирање во Унијата.
Значи, трети страни правеле намерни тензии во Македонија преку пропаганда за да не се зачлениме во Европската Унија, односно да заклучиме. Се во врска со бугарскиот предлог е туѓа пропаганда за да не влеземе во ЕУ. Или што викаше Таче пред избори, против францускиот предлог биле само платените руски ботови, а не 80% од народот. Многу интересна обсервација на професорката, но има уште. Сублимирано, вие сметате дека има туѓи интереси кои што се мешани овдека во Македонија. Сетете се на 27 април какви служби и кои служби беа присутни и евидентирани. Сетете се на протестот кога припадникот безбедносните сили доби инвалидитет доживотен затоа што беше удрен со бекатон, плочка и остана инвалид за цел живот и ред други работи. Какви служби и кои служби имало ако знаеш трг во обвинителство да помогнеш во расветлување на 27 април. Но ова друго во кое го кажа, дека на протестите против францускиот предлог имало полицаец удрен со бекатон со траен инвалидитет, е чиста лага. Лага, најобична лага. Пардон, во овој случај академска лага. Професор, доктор Лага. Секоја чест. Алал вера. Конечно, на почетокот на пред да почне да биде донесен францускиот предлог, кој што не е ни француски предлог, туку е предлог на Советот. На европски предлог. Европски, јас инсистирам така да го именуваме затоа што се создава една друга динамика. Не инсистираш само ти, и други инсистираат на тоа. Френското предложение е европейското предложение. Това не е билатерален някакъв спор. Това условие за промяната на Конституцията не е българско условие, а европейското условие. За това Соговорникот Владимир Божиновски и забележа на тезите дека власта на Ковачевски направи грешка, што прифати нешто без консултација со опозицијата. И одговорот следи. Се согласувам дека во тој момент требаше, во првиот бран требаше повеќе да се инсистира на приклучување или на националниот консенсус. Меѓутоа, во фазата кога тоа толку се бенегизираше на ниво да биде сведено на малцински права, кои што ние веќе ги имаме во нашиот устав и за нас не се нешто, не знам каква промена дека треба да направиме, поготово во пакет со гарантирање права на другите заедници, како египјаните, хрватите, словенците и така натаму. Пазете одговор. Абе да, требаше власта да ја вклучи тогаш опозицијата, ама толку беше мал проблемот, само малцински права. Па и не само за бугарите, туку во пакет со нив и други народи ќе ставиме во уставот. Тоа е вистинска ситница, нешто незабележливо, ништо важно. Професор доктор, експерт за политика, гордост на УКИМ и правниот факултет. А сега колегата Румен Радев ќе објасни нешто за малцинските права и стратегијата на Бугарија. Во председателската палата во Софија представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот председател Румен Радев. Недночасовната средба која беше пренесувана во живо, Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската Унија. Там трудно е да кажеш кой е Самуил и кой е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Океј, јасно ни е на сите, мислам. Друго? Колку само европски високи функционери, американски од нашите стратешки партнери дојдоа тука да не убедуваат дека тоа е, нели дека не е загрозен идентитетот, што стварно не е.
Па бога ми исто колку и за референдумот што не убедуваа дека само името и влегуваме во ЕУ. И не само во ЕУ, туку и во НАСА, во светот на квантната физика и каде уште не. Ана Чупеска, професор на правен факултет Јустинијан I, како политиколог јавно пропагираше во корист на промена на уставното име. Тврдеше дека географската одредница никако не го загрозувала идентитетот на македонците. Еден месец пред референдумот за името Чупеска порача: мора да избереме иднина. Гласам и за НАСА, и за Илон Маск, и за квантна физика. Да не бидеме дупка во свет полн со предизвици. И како сме сега по промената на името, професорке? Како е во НАСА, да ве прашам? Или од НАСА само летање во Вселена со паметот имаме? Ама нема таа проблем повторно нешто најодговорно да тврди како тогаш, иако немаше многу успех овој минатиот пат. Најодговорно тврдам дека тој предлог во ниеден дел не може да загрози нашата ни идентитет, ни култура, ни јазик, ни ништо, напротив. Исто тоа никако не се загрозени националниот идентитет, јазикот, нашата култура и така натаму, сите национални обележја. Со самото одвојување на таа заедница од нашата, не може да зборат един народ, две држави. Да, тоа е наративот на СДСМ. Ма нема везе, тоа се факти, што е наративот, тоа нема везе, може да зборат. Ако ти си бугарин, јас сум македонка, можеш да ми кажеш дека зборам јас на како го ви на дијалект. Тоа што е постигнато е да една повеќе децениска теза на Бугарија, дека ние сме еден народ во две држави, паѓа во вода, поради тоа што со внесување на бугарското малцинство во уставот се прави јасна дистинкција помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Чиста коинциденција, ама и многу ум на едно место собран. Ваквата логика е исклучителна. Значи, ако ставиме бугари во устав, ќе може да кажеме дека не сме бугари. Гениално. Еве уште некои гениалци кои го зборуваат истото. Не се контроверзни измените. Јас сметам дека дури напротив се во интерес наш, затоа што знаете ли кој е против уставните измени? Најрадикалните структури во Бугарија, кои што сметаат нека не треба да има делинеација на македонски мнозински народ и бугарски малцински народ овде, затоа што тоа е еден народ. И всушност секој што е против уставните измени е всушност на линија со бугарските радикални партии кои што не сакаат уставни измени. Сметам дека уставните измени се најдоброто нешто што може да се деси за македонскиот народ. Вклучувањето на бугарите во бугарската заедница, заедно со другите, во преамбулата на уставот е заокружување на државноста на македонскиот народ. Со ова се решаваат сите отворени прашања кои што беа внатрешни, регионални, надворешни. Па како човек да не им верува? А има и уште ум за продажба во оваа екипа. Повелете и уживајте. Мислам дека не е конструктивен ставот однапред ние сами да се само блокираме за да случајно некој во иднина не ни стави вето. Не може ние да си направиме и да си воведеме автоблокада, плашејќи се да не Бугарија направи некакви други блокади понатаму. Еј, абе, во иста школа да не одите вие двајца. Сомнителни сте ми, еј. И конечно, најаката теза за крај. Во каква ситуација сме? Во ситуација сме каде што Албанија ќе оди сама напред, така? Ние имаме голем број на албанско население овдека. Што мислите, како... Зашто некој би чмаел со нас тука, ако има болја перспектива? Што така да кажете? Не, ве прашувам, што си мислите? Не знам се, јас поставам прашање. Вие што мислите дека би се случувало? Па јас мислам дека ова што не чекаат со граѓаните долго време, што се толерантни према нашите идентитетски спорови, треба да го имаме во предвид дека и на нив може преку глава да им дојде. Вау! Абе, на што ме потсеќа ова? На што ме потсеќа ова? Други барања, каде што албански општини да го барат патот кон Европската унија поделно од македонските општини. Но ова не би го посакувале, но реалноста е тоа. Тие најавуваат некаква дестабилизација, протести или било што, и вашиот сегашен наратив што го кажувате дека албанците можеби нема да бидат трпеливи, додека ние уште 20 години се расправаме чив бил готе делча. Може, зашто да биде, ако некој те кочи у развојот, ти можеш да имаш можност друго да правиш, што ќе седиш?
Што ќе правиш? Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Па Али Ахмети и Искендер Реджепизеј треба да предаваат на УКИМ, ако оваа нелогика е стандардот за академска проникливост. Сепак, со овој ум нити во Европа, нити во влада ќе влезат, а на студентите на Чупеска, која најавува меѓу редови граѓанска војна и отцепување на албанците од Македонија, ако не ставиме бугари во устав, нека име со среќа на тие студенти со знаењето кое ќе го ќарат од својата сакана професорка. Сепак вечерва мора да водиме малку и сериозни темелни анализи, односно супер анализа вечерва со драгите гости Драган Павлович Латас, Бранко Геровски и Љулјзим Паризи. Ке биде супер интересно, останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Да не должам, имаме супер анализа вечерва, супер екипа. После подолго време, Бранко Геровски, добро вечер, добре дојде. Здраво. Љулјзим Паризи, добро вечер и за тебе. Добро вечер. Драган Павлович Латас, опасна екипа и по бадентер и по балансер, мислам дека сме спремни да действуваме вечерва. Ке си зборуваме за актуелности и за се за што сакате да зборуваме, но би започнал еден круг вака да направиме со една ваша оцена со гледување на првите 100 дена од новата влада на ВМРО ДПМН. Знам и коалицијата вреди. Како, Геро, твоето искусно око го гледа овој старт на владата? Вообичаено првите 100 дена се период за консолидирање на власт. Луѓето да ги фатат конците, да видат кај се што се, да се обидат да ги менаџираат парите, најважната работа кога доаѓате на власт, нели? Мислам дека од тој аспект оваа влада направи добра работа во овие први 100 дена. Дополнително, еден важен момент, иако има многу полемика околу тоа, е фактот дека наместо еврообврзница ќе дојде еден кредит, еден заем по значително, да речем, подобри, поквалитетни услови, што дополнително ќе стабилизира сликата и ќе овозможи на владата да ги менаџира нејзините редовни обврски. Туку имате социјални трансфери, плати, постојано главната јавна администрација, постојани притисоци, пензискиот фонд и така натаму. Иако нели премиерот Мицкоски кажа дека тука се наследени прилично сериозни дубиози, недостатоци на пари, неисплатени трансфери по разни основи, значи во последната година во владењето на претходната влада се владеело очигледно неодговорно и прилично лагодно. Бахато. И проекцијата на буџетот за први 6 месеци. Така да во смисла на менаџирање на тие проблеми владата покажа солиден капацитет. Одржана е стабилноста во владеачката коалиција и покрај тоа што имаше, како се вели сега тоа, предизвици поново, нели еден еуфемизам за проблеми. Да. Одржана е сепак стабилност и една принципиелна врска меѓу албанскиот и македонскиот политички фактор и најважно од се што се промовира некои почетни значени, да речам, реформски проекти, така што создадена е основа за оптимистички очекувања во иднина. Љулјзим, дали е Дуи во опозиција еден од главните и најважните реализирани проекти, ветувања, односно на новата власт? Владата што новата влада треба да се горде, а особено тука и народот, треба да се гордееме дека една за секогаш Дуи отишла во опозиција. Тоа е најголемото постигнување што го направи новата влада заедно со граѓаните на 24 април и на 8 мај кога победи на изборите. Се уште во Дуи, односно приврзаниците на Дуи, мислат дека ќе се вратат пак на власт. Не се уште адаптирани. Да. Последните изјави од страна на премиерот Христијан Мицковски, мислам дека лека по лека го нарушува тој мит, не само на нив, туку и на нивните приврзаници, дека еден ден ќе се вратат пак во власт, во овој момент, во ова структура како е во предходна власт, односно предводена од страна на ВМРО ДПМН. Изјавите
на Ахмети за 100 дена на владата, односно тие како го накажуваат дека сме озадонавале во процесот, односно тој им даше порака на своите приврзаници дека не сме заинтересирани да бидеме дел од власта, тој им покажува дека треба да се спремиме за долго да бидеме во опозиција. Но тие ги лажат се уште до нова година, после нова година, до февруари, до март и така натака. Како ќе се приближат моментите пред нова година, после нова година, така ги лаже неговите членови со цел да ги држи мотивирани дека еден ден ќе се вратат пак во власт. Но за овие 100 дена може да кажеме дека освен ова што дуи стана дел од опозицијата, ако го гледа отчетот на владата, пошто знаеш кај нас ние не читаме, ние сме луѓе што не читаме, особено порталите кои се од страна на опозицијата, а претежно во минатото биле многу добро финансирани од страна на власта и се уште имат резерви за да можат да објават лажни вести, не ги објават тоа што е реално. Но ако го гледаш отчетот на влада да седнеш, односно и да ги читаш, има многу големи проекти, но најголемиот проект за мене дека 2500 денари што се покачил пензијата овој месец, а 2500 следната година, односно во март, тоа е најголемото покачување според мене. Тоа е линеарно покачување. Бидејќи јас имам сам пензионер дома, татко. Значи, за 20 години на него му пораснал пензијата вкупно 6000 денари. И сега за 6 месеци на него ќе му се покачи 5000 денари. И плюс после но тоа ќе се качи како ќе бидат трошковите, односно како ќе има буџет државата. Бидејќи, сакам да се навратам на нешто друго. Владата, односно новата влада, мислам дека кога се обидуваше да го земе власта, беше малце, да не кажам полакомо, односно по-оптимистички. Мислеа дека овие само делеле тендери, имале криминал, корупција, но толку. Но не знаеле дека ти ќе се сочуват со празна каса од државата, дека со 0 денари, односно во минус ја земат буџетот на државата. Така што ова што е покачувањето на пензиите, јас мислам дека е огромна работа. Дополнителни странските инвестиции 650 милиони евра. Кредитот сега знаеш што се фаќаме од делот на кредитот кој интересна е таа, дури и смешна дебатата. Смешна, мислам дека е смешна дебата. Многу е важно дека парите ќе ни дојдат на државата и ќе имаме проекти. Има 7 години можност да ги носат тие парите, односно тие. Не знам кога подигаме кредит од банка, дали ги прешуваме пари да ги земат. Од кај се на банката парите во, нели? И ред абсурдно. Да, и ред други проекти што мислам дека владата за овие 100 дена е во правен пат. Само мислам дека има две критики знаеш што нашиот народ чека одеднаш да се прават реформи. Тоа не може за 100 дена, додека да ги ставиш луѓето на клучните позиции кои треба да се борат, односно да истражуваат дека кај се наложил тој криминал и корупција, односно кај е направено тоа, треба малце подолго време. Значи, требаше, мислам дека народот чека побрза трансформација, односно да се постават луѓето во сите институции, а тоа овој пат иде побавно, но вајда има стратегија влада за да биде посигурно. И втората, борбата против криминалот и корупцијата, што го спомнавме многу, вклучувајќи и јас и ние што сме тука во панелот, и целиот народ, треба да очекуваме тие службите што се одговорни со институциите против таа борба да истражуваат и да почне некој да дава да сноси одговорност за тоа што му направи зло на државата. Ќе коментираме и тоа, али ајде во ведното прашање Латас, просто твое согледување на првите 100 дена после проблемски, мислам ќе зборуваме и за судство и за трансформацијата брза, спора и така натаму. Нешто кажа моите колеги, ја дополнам. Значи ја ги следам владите од 90-та година, од независноста до сега. Ние сме со Геро како што би се рекол, Алан Форд број 1 и шефот. Све памтиме. Значи прво, очигледно е дека за преземање на власта ВМРО се спремале долго. И во смисол на формирање тимови,
и во смисол на поделба ресори, специализација и истражување по сектори секој за овие кои денес се министри, се спремале долго докаси унгарскиот кредит, кој не се договара за месец, 2, 3 или 6, за кој требаат години преговори, зашто ти треба да докажеш за што треба да ги трошиш парите, да докажеш дека можеш да ги вратиш тие пари, зашто тоа се европски пари, за секоја евро што унгарците го даваат на Македонија се контролирани од Европска унија, зашто тоа е земја членка на Европската унија. Значи, не би можело да се дозволи за една намена да ти ги дадат или ги потрошиш за нешто друго или да немаш од тие проекти на крајот резултат. Очигледно е дека е долго спремано и очигледно е дека за прв пат ние имаме влада која толку убедливо победила на избори, што има најголем број пратеници од било која власт која е нова, која е дошла на власт. Практично 77 или 78 пратеника е коалицијата. Тоа нив им дава една самодоверба и тоа е причината зашто има такви добри резултати во првите 100 дена. Затоа што е долго спремано, долго анализирано и веднаш фрлено на работа. Вие гледате дека се изфрлија одредени личности во новата влада без подценување на другите, зашто другите уште не ги добиле задачите да се покажат, да кажеме во секторот на градежништво и врски кај Александар Николовски, да кажеме во МВР, да кажеме во Министерство за финансии кај Гордана Кочовска, па и некој да кажеме за здравство, па и образование, дури ако тоа е лик кој е скромен и не се експонира многу, министерката успе учебници да обезбеди, што може би вака банално звучи, ама ние немаме учебници со години на назад во септември за децата и така дале. Значи имаме веќе тука некои пикови кои рипнаа одма. Од друга страна се појавија пола милиарда помалку пари во буџетот. Значи од 2,7 милиарди планирани и по приход и по расход за втората половина на годината, вие гледате дека 500 милиона евра имате долгови. Што значи тоа? Значи дека во оваа фаза, кога правиш ребаланс на буџетот, некои министерства кои се помалку актуелни во даден момент, како што се Министерство за етнички заедници, Министерство за екологија, за спорт, немаат пари за проекти. Парите се земени, дадени се во поактуелни министерства, како што е градежништво, како што е социјала, труд за пензии и така дале. Што значи ние правите резултати, колку може оваа влада може да ги очекуваме од нова година кога ќе работат со буџет кој тие го проектирале и пари кои тие ги собираат. Што значи дека може да очекуваме подобри резултати. Она што мене ми е битно за почеток, кога ја лечиш болеста, мораш да ги гледаш причините, ама и лекот. Причините ние ги знаеме зашто Македонија дојде во оваа ситуација, основна, темелна, главна и секаде присутна во сите падови е корупција. Значи сега се обрнува многу внимание да таа корупција се сведе на минимум или ја нема. Ликовите кои се бирани во тимот, во своето минато, а не со вчера во политиката, никаде не се врзани со корупција. На некој му се забележи вака на стапол, на некој зборел прилепски, на некој, тоа се безвезни ствари. Досието е чисто. И досието и постигнатите резултати до сега. Мене ми се допаѓа што е кредитот земен од Унгарија, затоа што има двојна контрола, значи има и унгарска и европска, на секој потрошен динар, односно евро, затоа ВМРО Сакал Некел прави контрола на парите кои ги дава на општините во првиот удар од 250 милиона евра. Значи, општината ќе добие пари, ама нема да добие пари на сметка. Треба да е проект, па ја ќе ги плаќам како влада сметките. Што значи дека се намалува уште еднаш тој канал на корупција, бидејќи ти имаш 40-50 општини кои ќе добијат пари за одредени инфраструктурни и слични проекти. Општината, секој од тие градоначалници е потенцијален пациент за корупција. Не, ти го пресекуваш тој канал, контролираш централно, тебе те контролираат централно и тоа е вака за македонски услови прв пат видено ниво и на вертикална и на хоризонтална контрола. Она што исто мене ми се допаѓа, што јас сум го изборал у контакти со некои од тие министри, што и да прати против корупција, да не биде циркус, да не биде естрада, да не биде скандал со снимање по куќи, со глупирање какви што правеше СЈО, мора да биде профи, како што се прави во западните земји, кога ти сабајле ќе ти кажа дека синојка е ВЦМ уапсен поради тоа, тоа и тоа. Толку за јавноста. Другото, судењата се јавни. Сакаме да го видиме на суд. Не полицијата да биде
Елена Кралеуша. Да не е навикната јавноста на такви спектакли, па сега затоа да не се Не, делот наша работа и на забелешките. новинари. Зошто сега Не, нема спектакли? Не, и на не смее да има. Затоа што ја тоа не го поддржувам. Се согласувам и јас, да се И ја, разбереме. оние Него само медиуми кај што ја анализирам. пишувам, ги уредувам или работам со нив, нема да има слики и видео такви спектакли. Не ме интересира тоа, ме интересира судењето кое е јавно. Таму ќе видиме кое што е, зашто е. Зашто во минатата власт правеа трикови, како случајот што беше со Зоки Кичец, признавам дело за да нема судење. За на судењето да не видиме исказ на сведок, распит, па некои детали што не треба да ги знаеме. Па видовме и за други луѓе. И за обвинителов сега овај така, и за судијата. И за од Врховен признавам дело за да нема судење. Јас сакам да гледам судење и судењето да биде спектакулот. Таму кај што има институции, таму кај што Докази, една сведоци. страна, друга страна и така дале. Тоа ми се допаѓа што нема намера тоа да се пред спектакул. И на крај луѓето да разберат, бидејќи ја имам комши и роднини од ВМРО и од СДСМ, уште не ги апсија, уште што е ова. Значи чисто да разберат, полицијата не суди. Значи јас сега Богдан те зимам за да не отидеме некој друг да се навреди. Слободно. Тебе те таргетирам, за тебе имам некакви сознанија и преддокази и јас сега сум полиција и те апсам. Ја после 24-48 сата мора да те пуштам. Ако немам обвинителство, кој ќе го прифати тој случај и по закон ќе го проследи, и потоа суд кој ќе го прифати да суди, владата не може ништо. Толку е полицијата. Но, кој обвинителството има трикови, кои ние из пракса сме ги виделе. Еден од тие, да кажеме, пасошите. Кога ти како полиција создаваш докази, обвинителството ги зима и формира обвинение. Во обвинението, во суштина, се лимитите за пресудата. Така е, да. Обвинението кое беше дадено за фалсификованите пасоши на 200 криминалци, и тоа крупни и битни од Балканот, беше така направено да одговараат шалтерски службеници. Значи, уште обвинителот направил корупција и си го спакува случајот. Дури судивката и сега кажа, судиката која суди, кажа дека не можам да судам ван не можам ја да обвинението. судам нешто што го нема обвинение. Можда и она и јасно. Олја Ристо или не знам кој. Олја Ристова. Значи не е јасно како искусен судија што се десило. Но не можам да искочам за тоа. Разбираш? Значи за тоа треба време. Мора да има промени во обвинителството и во судството. Ама не дали сака, мора. Зошто? Зашто ние 7 години, ако не онда 5, имаме остри критики и оценки од Европска унија, од Америка и од сите институции како Греко и другиве кои се занимаваат со правосуден систем, дека сме многу корумпирана држава. И сега ти викаш, види, на многу корумпирана држава, зашто корупцијата заврши на суд. Тоа е финалето на чистење од корупција. Не можеш да ги тепаш по улица. И сега ти не ми даваш да извршам или ми советуваш да не правам реформи од тој тип во обвинителство и судство и утре ќе ми даеш нова оценка дека и оваа влада е корумпирана. Да. И джесу паре што ги И сега што си проекти. направил? Ти си донел нова власт, не може да спроведе борба против корупција зашто Европска унија ја кочи, зашто за тебе да те држи за гуша, да извршиш бугарски други варијанти, ако сакаш да те пуштам, да направиш реформи. Сега тука е голем предизвик за владата, кај што ти мораш да одиш по закон, но мораш да ја решиш корупцијата. Бъди ова најдобри министри да има Мицкоски. Со најдобри проекти, ако корупцијата не се реши, ќе се јават луѓе што ќе крадат. Рак рана на општеството и број еден проблем детектиран на сите анкети, вклучително и на последната за нези малце подоцна ќе зборуваме во однос на силите на терена, магер ова сакам да те прашам во однос на судски реформи и борба против корупција и така натака. Ова Љулзим што го кажа како забелешка на луѓето што се слуша, ајде кога ќе почнат апсењата, колоквијално кажано, односно справување. Дури и самиот Филипче во неговата критика за 100 дена влада вика од сите најавувани мега криминали, не видовме ништо, туку само линчување на луѓе, веројатно мисли на бисера и мечињата што ги купувала од Британија со службена картица. Но, како ти го цениш тој хабитус очигледно на премиерот Мицкоски, од кој не одстапува, едноставно сакајќи да каже јас не сум човек на спектакли, ќе се обидеме да одиме по ред, ќе се обидеме да одиме по стандарди, со тоа што на 100 дена кажа, помина рокот за чекање предлози како да се справиме со канцерот во судско-обвинителскиот систем, сега ќе започнеме со реформи. Но ако може ли да споредиш со она кога Заев, например, односно СДСМ, предводено од Заев, 17-та доаѓаше на власт, една од првите нешта кои што од новата власт ги презема беше разрешувањето на Марко Зврлевски. Нели СЈО тогаш беше се уште во полна снага и значи по два различни канали се движеле таа влада во 17-та и ова
влада сега? Знаете, правосудниот систем, правосудството генерално и правосудните практики, судските практики нема да се реформираат и нема да се подобрат, да речем. Нема да бидеме поблиску генерално до правдата, ниту со апсанџиство, нели? И затоа апсолутно го поддржувам ставот на премиерот, кој вели, вака живеално го преведувам, нема јас да бидам апсанџи, има институции, има истраги, има ова што го зборуваше Лата сега. И нема сигурно да се подобри со, како да кажем, ќе ги смениме луѓето, ќе донесеме други луѓе и се ќе биде подобро. Тоа е пробано во историјата на Македонија. Ние во 1990-те години имавме, мислам на почетокот, некаде не можам да се сетам на годината, генерален реизбор на судиите. Беше ке Црвенковски 85-та, 6-та, тамо не. 95-та, 6-та, 95-та, да. Истите судии. Значи, пасите, тоа е... Ukupno беа 2500 посетители. Тоа е агрегатот. Тоа се капацитетите. Тоа се луѓето. Македонија. Имате судии, имате соработници кои чекаат да станат судии, имате пониски судии кои сака се преселат во апелациони, врховен суд и така натаму, имате обвинители и тоа е еден, како кажам, тоа е една екипа, тоа е еден квантум на луѓе. Од тој барабан вие може да ги избирате овие горе и овие. Не може од Германија да земеме или не можеме да увеземе од Јапонија. Германија, никако не можеме ние евентуално овие Пакистан, Бангладеш и така натаму може не пробаме. И тие ќе заминат. Да. И тие ќе избегаат точно. Значи, што е суштината? Кај нас е проблемот на примена на правото, прво, од почетокот, од истрагите, од истражните действија, до обвиненијата кои не се обвиненија, вистински, туку се политички памфлети најчесто, особено во овие високопрофилни случаи. Препоставам некој ќе се сети ка пишував скоро за сите од тие случаи. И скоро во ниедно од тие случаи всушност не заврши со условно речено судска, а најмалку пак со морална победа на обвинителот наспроти одбраната. Напротив, во случаите на СЕО моралната победа беше на другата страна, условно скоро, кажано. да кажеме, нели, застаре, паника леле, застаре. Пазите, застарувањето е легитимен инструмент на правдата. Точно, да. Кривичните дела мора да има застарување. Тоа е глупост. Тоа е непознавање елементарно правда. Не треба да застаруваат кривичните дела. Ало, вие кај сте учеле школа? Се застарува, се. Освен некои, освен 3-4 геноцида така натаму. Значи, застарал случајот Тенк. Тоа е ова Мерцедесот, нели, така натаму. Нема кейс во тој случај, да се разбереме. Нема ништо. Нема штета, нема ништо. Буквално. Има некој мал фаул, кој апсолутно тоа не е тоа. И што ако застара случајот? Тоа покажува дека тие правосудни практики биле катастрофални. Ја предупредувам дека сега се соочиме со едно судење прилично болно, тоа е ова судење за Палче и екипата, каде што има многу сериозни проблеми. Од аспект на спроведување од истрагата, од аспект на веројатните, има сомневања, обиди во самиот почеток на откривањето на кривичното дело да се дојде до осомничените и сомневањата дека може би е овозможено некој од нив да скријат траги и така натаму, но како и да е, што е суштината? Може би под притисок на јавноста луѓето ќе бидат вака, така и онака осудени и окей. Меѓутоа, да се разбереме, мора да се открие вистината. Мора со материјални, сериозни материјални докази се дојде до вистината. Ако не се случи тоа, ако има проблеми, ако видиме дека тука имало манипулации, власта ќе мора сериозно да праша некои луѓе од претходната власт, од Министерството за внатрешни работи, од министерот, од некои началници, од обвинители. Зашто сте го направиле ова? Зашто не сте спровеле квалитетна истрага? Зашто не сте ги спровеле оние мерки кои ви стоеле на располагање? Имаш такви индиции за тој случај? Овие 20, па се пишува во јавноста, се зборува, а знаејќи како тоа функционира во Македонија, се страхува мислата, па се тоа е еден крајно сензитивен случај, тоа е нешто што е преломен случај. Ако тука се покажат како што обичаено се покажуваат слаботи кај нас,
ние мораме да дојдеме прашањето, некој треба сега веќе сериозно да одговара за тоа зашто некои работи се случувале и се правеле како што не треба. Како што никој до денеска не одговара зашто добар дел од кейсовите што завршија со слободителни пресуди, со застарувања, со ова, се измене кривичен закон. Да, се направи, се завршија, мислам, тие дел од нив можеби имало дела, можеби може да се најдат докаде. Меѓутоа, обвиненијата биле катастрофални, добар дел од тие процеси биле политички монтирани процеси, тоа треба отворено да се каже, без разлика што ние мислиме. Без разлика дали ке тие луѓе нешто сгрешили и така натаму, и тоа не може веќе со монтажи. Тоа е реформа. Промената на тие практики, на мајнцето, тоа е реформа во правосудството. И јас сум убеден дека ако луѓето, мислам дека тоа влада може да го постигне. Ако луѓето просто ги ставите во друг муд, нели, на друга функција, и ми речете, видите, до сега вака, сега веќе нема да може вака. Ма не може влада да го напред. Владата има известни надлежности. Нема никакво. Во тоа да покрене промени во некои тела, пример судски совет на јавни обвинители, промена на јавен обвинител. Во најмала рака може да иницира. Сите имаат, и владата, и шефот на државата, имаат право да ги изнесат своите ставови, своите политички јавен амбиент кој ќе види индиректен притисок. Па тоа е важно, Лата. Важно е затоа што во собранието знаете кога велат утре, ќе дојдеме до ветинг, ќе дојдеме до можеби пак до генерални избори, не знам што. Се е тоа џабе ако не знаеме што правиме. Не, ајде, Илјузија, кажи ми, добро, Геро ми даде Јас само сега да надополнувам дека за да се спроведе една кривична постапка против некој што се осомничува дека направил пример Артем Грубиев да ти е поинтересно. Да. Има многу како него. Дури некој ситен што може да биде во администрација, може да е богат околу прилично колку има тој богатство. Бидејќи не ги немат на своји имиња, дори не ги имат на други имиња, како што беше со колата, нешто што му се запали. Да, ја возеше колата од комшијата. Се вклучуваат три институции: полицијата, обвинителството и судството. И сега, колку и да направиш реформи, колку и да имаш добар министер, добри луѓе, тоа сакам да се надоврзам со вас, Латас, сепак, кога ќе ја почна постапката, ќе се собират докази во постапката, материјали, и ќе се носат во обвинителството. Ти, ако имаш обвинител што ти си го вработил порано, како тој што ги вработуваше. Тоа е коренот на проблемот. Таа култура, имаше дека дипломи без дипломи, нели, без да земе дипломата, станеше правосуден, како синот председателот на собранието, и сега ти оди обвинителниот акт кај него или кај другарчињата таму или партиските војници, и тука застанува и после се довелекуваат тие постапки и станува старо дело. Или во судство, па на крај ќе помина во првата скала, втората скала, пак ќе се врати назад предметот и така си купуваат време додека да биде старо дело. Јас мислам дека за злоупотреба на службената должност, мислам дека треба да биде многу подолга постапката, имајќи од предвид застарувањето, да, имајќи од предвид дека имаме политички суди и политички обвинители. Европскиот стандард. Да, па се разбира дека е така. Но ако ние мислиме дека 10 суди внатре или 10 обвинители кои се честни може да ја терат целата постапка, јас мислам дека тоа не е возможно. Затоа нам ни треба крупни реформи. Сакам да се наврзам со Геровски. Владата има 78 моментално пратеници во собранието. Официјално. Неофицијално уште неколку. И неофицијално веќе почнале трансферите да се прават дефинитивно сега и во собранието, и најверојатно во следниот период ќе излезат нашите тези дека трговците поединци што биле во минатото сега ќе се превртат во делот на владата, бидејќи реално тие не се научени да бидат сегаш во опозицијата, си прават тие калкулации 8 минимално години или 12 години, така што подобро е да се пензионира, да биде барем ако не во власт, барем добро да се однесува кон власта. Можда и на крај има некоја цел да прави некое добро дело во животот, така што
за тие реформи што се треба 80, може да се важни тие гласовите. Јас мислам дека треба да се прават реформи, имајќи предвид дека ние сме моментално блокирани од страна на Европска унија. Владата најверојатно ќе се сконцентрира за да прави реформи внатре во државата. Реално, ако правиме ние една анализа, пошто јас сум магистрирана докторирана во процес на донесување на политички одлуки, владата на ВМРО-ДПМН, односно ВМРО-ДПМН кога е на власт, сегаш прави најголеми реформи кои се внатре во државата. А е СДСМ обратно, парампарча правил во државата и се обидел да тргува во надворешната политика. Така што јас сум убеден дека владата можда нема да успева 100% во надворешната политика, но едно да знаат граѓаните дека во внатрешната политика ќе бидат многу поспешни од другите влади, бидејќи сега и сме во 2024 се смениле нешата во општеството. Да те прашам за ветингот на кој што инсистираат ДУИ, што е позади таа идеја? Чисто да бидат гласни дека ете и тие се за некакво процесирање на нивните кейсови, да докажат дека тие се чисти, немаат а јавна тајна е дека пример Артан Груби дека нема на свое име, но дека има богати комши или другари со станови лево десно. И јас неколку пати го слушам изјавата на Ахмети, дури не можам да верувам. Дури така драматично? Не, во друга насока сакам да го кажам. Јас го слушав некои 5-6 пати. Прашувам бидејќи во сигурно имаш подобри информации од мене во па бидејќи го разбирам албанскиот јазик, тоа ми е можда предност, а не дека другите, но јас следам колку што можам. Но морав да следам овие денови, особено неговите изјави. Значи, не знам дали вие го слушнавте за приврзаниците сега на ДУИ една порака. Човекот реално треба да се провери. Значи, кажува приказни, односно изјави за ветингот, пример, и кажува дека барањето, односно предлог законот за ветингот веќе пожолтувал во фиоката во собранието. Па тој до вчера кој беше во собранието? Тој заборал дека председател на собранието му беше најдобриот другар во животот. 7 години. Првото. Второто, што ми беше нешто вон мозокот, кажува, сегашната ситуација на албанците во државата е многу потешка од пред 2001 година, како што кажуваат аналистите. Значи, замислете, како му го кажала аналист, значи тој кога дошол во 2001 година, јас така го разбирам, тој не знае што се случува во Македонија, во која ситуација се албанците. Да, добра била теза. потешка. Значи, тој дошол за да дојде во власт. Сега се потврдува тезата на Арбен Џафери, што кажал дека овие се дошле само за власт. Значи, човекот кажува, замислете некои тези што немаат врска со реалноста и дека сега се однесуваат шовинистички владата кон албанците, дури се однесуваат и фашистички. Тоа нешто што никој не го потврдува, ниту една невладина или владина или меѓународна организација. Лепи ли кај некого тоа што го зборува? Не зборувам за најтесниот круг со работници или верни фанови на најжестоките фанови на ДУИ, но вака ми ги општа јавност на албанците во Македонија. Слушај, таа е политичка партија, акционерско друштво таму. И секој се има, тие акционерите се имат ки клиенти. Директорот и кај нивните, јас добро. мислам дека таа политичка партија ќе действува се до локални избори. После локалните избори тешко дека ќе действува во државата, односно ќе има минимално импакт во општеството. Разбирам. Латас? Ја поише сакам да влечам заклучок од реалност и од примери, отколку да направам теорија, па после да барам проверка у реалниот свет. Извини, да се задржа први да продолжам кај што Геро. Само у една работа мислам различно од него, или не се слагаме. Тоа дека луѓето се тие и со ротирање можеме да решиме. Не е така. Значи, ние имаме една темпирана ситуација во правосудниот систем која темпираше ДУИ и СЈО по тој редослед. ДУИ и СДСМ по тој редослед.
Значи, прво, сите 10 луѓе од СЈО добија видни позиции во јавното обвинителство. Тие луѓе се компрометирани. Не велам корумпирани, компрометирани. Зошто? Така е. Затоа што надлежна агенција за борба против корупција поднесе пријава или поднесок до обвинителството со своји докази за сомневање дека околу 3 милиони евра. 4,3 мислам дека беа. Еве 4,3 бетер. Јас колку што ирелевантно. За Милиони бонусите, се. така? Прашање, Катица Јанева поделила на себе и на 10 души надвор од закон. Како бонуси за 3 или 4 милиони евра земале овие 10 плюс 1, 11 луѓе. Они нормално го примаат тоа како обвинители и сами себе се ослободуваат од одговорност. Прво што можеш да направиш е од етички причини и професионално морални, тие 10 да ги тргнеш. Да ги преместиш недека што немаат моќ да одлучуваат за клучни правни настани во државата. Тоа е под А. Под Б. Треба да извршиш правна ревизија, што не е мешање у правниот систем, може и полиција да изврши, како кој дошол до дипломата, како кој дошол до избор на судија, дали во процесот има проблем. Збориме за кривичниот дел или прекрашочниот дел. Од тука да почнеш. Мораш да извршиш промена на луѓе. Зашто луѓето што се донесени за да судат за оно кој ги доне. Таму имаш огромна бројка на такви луѓе. Ти денес имаш председателка на апелација која е донесена од страна на СДСМ, која е врло богат човек и која ден денеска суди за потреби на СДСМ 5-6 месеца пред пензија се расфрла вака. Апелација клучната алатка на СДСМ и ДУИ. Клучна. Врховен суд се покажува како подобар од апелација, и тоа неспоредливо подобар, затоа што нема многу спорни точки, барем до сега таму. Иако имаш од Врховен суд фатен судија у корупција, може би има и други. Мора да се изврши промена на луѓето, нормално не на сите, но на оние кои реално на тие места дошле по партиски, а не по законски или професионален пат, и кои немаат обврски и финансиски и секакви други. Кај Геро, а потоа и кај нас во вечер се отвори случајов за подкуп за Катица Јанева. Така, таму се спомнуваше судија и адвокат. Ние денес не слушаме дури ни коментар од судскиот совет и од адвокатската комора која ја води бивши министер на СДСМ. За Димишкови се работи, јас ќе кажам, бидејќи ние денеска мора да имам и лично расчистиме со искуство со случаите на рекет во судството. Ние го имаме еклатантен пример на Жан Митрев на рекет, каде што се гони за да му се купи болницата за 35-40% од албанец бизнисмен да го присила. Имаме втор рекет кој издржа на ноги човекот, сега не го споменјам со име, од Штипе фирмата која се бави и со вино помеѓу останатото. Имаме рекет на куп градежни фирми по Скопје пред се и по Охрид и западниот дел, кои не може да добијат право на града, тендер ли е, како или, ако не се подизведувачи фирма на ДУИ и да делат 50-50. Тие рекети, ти на човек кој е основач на кардиохирургија во Македонија, му правиш рекет. Па кај сме ние четворицава? Банана. За тој углед во професијата и значење за граѓаните. Сето имаме и стари, од оваа стара екипа рекетари, една актуелна екипа која во моментов врши рекет. Еве, може и тоа да го знам. Работа, тоа и го истражувам, тој едно веројатно ќе пишувам. Сега ќе ти кажам по својот. Истиви луѓе. Не, ќе ти кажам сако по својот пример. Ќе зборувам. Јас имам у мојот предмет на судење, без моја волја, 4 пати сменето судија. Значи 5 ме суди. Моето судење трае долго. За разлика од обвинителот, ја плаќам адвокати. 300 евра на одрочиште, ако има некој поднесече и 400, и 500, и 200 и така дај. Тоа се крупни пари кои ќе ги ставиш у 6-7 години време. Стан вреда. И ако имаш ослободителна, на крај ќе ги земиш, ама што нема да ги земиш. крајот? Не, тебе ти кажувам, не ги земаш. Не ги земаш. Значи прво треба да ги имаш да ги даеш. Така е, да. Треба да се задолжиш кредит, да земеш стан, да продаеш така дале, без своја вина. Нема ќе ти го тргне на судијата, ќе донесат некој дете. Нека се акат по судови. Да, нека се врти по судови. Се, кој ќе добиеш, он ти вика,
по ценовникот што важил за тебе 100 денари, ама јас проценувам дека треба 30 денари адвокатот да добие, се жали адвокатот нормално не поминува на апелација и те 70 денари ти мораш да ги даеш од джеб. Апелација е проблем. Заев ги носеше од разни градови во Македонија. Ја имам обвинителка, која е обвинител во Гостивар од СЈО, која државниот обвинител специјално за мојот случај ја донел и се уште ми е обвинител, иако во Гостиваре. У Скопје нема обвинители. Се смени државниот или јавниот обвинител, ја немам никакви промени тука. Си стои тоа. Ја имам обвинителка за која вишото јавно обвинителство и повлекло обвинение, што значи професионално има сомневање во незината работа. Да, вториот предмет и понатаму ми е обвинителка. Ем од Гостивар, ем од СЈО, ем од државниот Турена, ем ми се одлагаат судењата, ем ми паднало обвинение и пак е исто. Што значи ништо нема да се смени. Ништо нема да се смени, се додека Заев може да дигне телефон и да си порача кај неговите 2-3 судијки и еден судија во апелација, додека Дуј не му се јави на овој, ало, а тие 40-50 евра што ти ги давав кастан колку поеше, ги памтиш, да. Е па сега вака ќе судиш. Така се задолжени судиите. Постојат многу богати судии, постојат многу богати обвинители и постојат против нив исто така процеси. Вие имате предмети добиени на меѓународен суд во Хаг. Во законот и прописите наши пишува дека ако загуби одреден судија процес, мора да биде преиспитан на судски совет. Ниједен не е преиспитан. Сето тоа е карам каша направено у кланови меѓу себе. Тука нема етнички албанци македонци, тука кеш игра и функција која идеш нагоре. Тоа никаде не е решено. Тоа никаде не е решено. Генеричкиот проблем е во начинот како се овие дојдени. Тука владата има врзани раце, но не треба да очекуваме ние од владата да направи реформа во судството. Од собранието очекуваме. 78 имаш. Па ако сака Али Ахмети, како се вика, прочистување, сите своји пратеници нека гласаат за. Но не ќе. Он сега што прави? Он е човек кој... Него ветингот му е изговор за нема други реформи. Ши живе он у друг свет, ветингот му е утре кога ќе дојде некоја амбасада, ама знаеш како е, јас сум за ветинг и тако даље. Таму е клучот, Богдан, веруjem ми, било што да направиш. 100 фабрики отвори, 250.000 нови работни места отвори, све. Све тоа ќе биде унутре затруено со корупција. Кој ќе гради фабриките, кој ќе вработи тендерот, кај ќе иде на крај, па на суд мора да заврши. Ја зголемуваш мускулната маса, ама канцерот стои натре. Шемите на корупција се разработени. Во Скопје тешко можеш да добиеш било каков објект во изминатите 7 години да градиш ако некој од Дуј не е изведувач или подизведувач. И сите ние го знаеме бившиот пратеник на Дуј, како се вика, што се бави со граđевина, дека 90% Пуцко? Не бе, Пуцко, како и се Пуцко викаше на Таму сите се бизнисмени. Не, овој што беше како? Етеми. Етеми. Сите знаеме дека Етеми владее со градежниот бизнис во најубавите локации во Скопје. Сите тоа го знаеме. Но некој мора да делува, некој мора тоа да го докаже. Тоа пак завршува на суд. Ништо не може да се направи без судство. Согласен. Геро, сакам, ако сакаш, за тоа што го истражуваш сега, какви рекетарски банди уште оперираат? Имам сознанија за кои сега дополнително треба да обезбедам некакви докази, хинтови, сведоштва и така натаму, дека една група, трочлена група, која беше активна од периодот на специјалното јавно обвинителство, па и пред тоа, значи во оние афери, рекет, мекет, така натаму, повторно е активна на теренот, поврзана на некој институционално, на некој начин со полицијата, со сегашни или бивши луѓе, и тоа е основата по која они рекетираат познати или помалку познати македонски бизнисмени, независно македонци и албанци, ги рекетираат, барат пари и делумно успеваат во тоа. Ја, еве, првпат тоа го велоденувам тука и веројатно ќе дојдеме до некакви сознанија, само ми се потребни некои дополнителни проверки, бидејќи тој вид на рекет и тој вид на подкуп и притисоци и корупција могта му произлегува од компрометираните институции. Со што се закануваат тие? Со случаи отварање? Со кривични пријави. Со кривични пријави? Да. Ти ги имат кривичните пријави в раце
Тоа се веќе напишани. И со нив тргуваат. А самите ги пишуваат, тоа е поентата. Значи или еден од нив е адвокат. Да. Според мои сознанија нема да откривам повеќе, но сакам да кажам дека проблемот, тоа ми беше илустрација за тезата дека проблемот е во компромитацијата не само на луѓето. Помал проблем е компромитацијата на луѓето. Океј, ќе се сменат, ќе се трнат, некои природно ќе се заминат пензија. Државниот јавен обвинител предходниот замина во пензија со сериозно досие на злоупотреби. Му заврши мандат. Да. А не со мака. Не, он требаше да оди неколку години порано како пензионер, но остана до крај на мандат. Така, ги искористи сите можности и така натаму, сакам да кажам, луѓето ќе се сменат, но компромитацијата на институциите и на практиките ќе биде голем проблем. Малку ќе те дефокусирам, а сакам еден пример да кажем едноставен. Велиме дека по мене, за се што пишува в целиот овој период, фатив дека клучот е во почетокот, нешто спомна Лата Сенатама, обвинението се катастрофа. У нив е клучот и во политички, апелација. да, политички, да, точно, почетокот и крајот. Да. Тука некаде. Сега, малку знаат луѓе, јас не знаев, се едуцира во овој период, сакал, не сакал, за тие подлабински судски практики, обвинение не може да помине ако не постои нешто што се вика обвинителски совет, и тамо обвинението на претходна постапка го проверува. Оцена на обвинителен акт за тоа. Има на претходно скалило постановителски совет, кој што го добро е кој што со повеќе обвинители, ајде речеме колегите на обвинителов, викаат доброто е обвинението, нека помине или лошото ја врати го назад, види нема ова и така натаму. Процентот на вратени обвиненија назад е 0. Компир. Сите се добри. Кај нас, како што велат србите, се суди по принципот ко бие, тај добие. Значи, имаме сомневања, обнате акнуеме на телевизија, цртаме ние квадратчиња лево, десно. Тоа е Ирена Кралевиша систем, што ти го зборам против кој сум јас. Да. Па тогаш доаѓа до обвинение кој е памфлет без везе, класично, например, за Трајко Велјановски. Не може никако да го осуди. Апсолутно. Будали. Најлесно за докажување. Процесот не е завршен. Децата му ги внесува обвинението. Не самото судот зема да арбитрира председател на собрание како треба да води седници. Тоа е надвор од умот. Ај до тука, суд ке речеш. Ама не може суд на председател на собрание да му каже како да води седници. Особено порталиве. Не му дал збор. Не, особено порталиве под тоа е башка проблем. Медиумите се башка проблем. Они за да создаде јавна свест, вештерката да ја покаже и да не суди судијата, да суди улица, ги фрлаат твоите деца у сите предмети или жената или било кој. Децата на Трајко Велјановски било ваква, таа била у Београд, било ова, и сега ти имаш проблем. Кого судите у суштина? Фамилијата моја, мене како човек или мене како собрание, и тука више карам каша на стано и сметководство некој седи у голема фирма 26 жени и вика крифе. Да. Треба да се затвори. Тоа се покрива слабоста. Значи слабоста на оно што го содржи обвинението, слабоста на доказна постапка, непостоење на кривично дело, а ти сакаш да измислиш кривично дело на човекот. Мислам, што да ви кажам? Има ли Заев обиди, ако имаш некакви информации, дали има обиди за контакт со преку претенции на СДСМ или па за контакт со централна власт или со некои институции за да си ја обезбеди сигурната иднина на слобода во овој период? Добро, Заев во моментот го има како прв пријател, соработник, петок и сабота, нели? Венко Филипче. Гасигачи велат македонски, а не е тоа срамотно се каже, го има Венко Филипче, лидерот на опозицијата. Делбој и Родни. Тоа е сериозен, пазите, тоа е сериозна политичка заштита. Значи, некакво правило, што и да се случи, најверојатно ќе биде секојаш политички неопортуно да се гони лидерот на опозицијата. И ако има земји во кои тоа многу не се има, во Хрватска тамо парче што вели пет кривички има Трамп. И така, Трамп има кривички приви, така натаму. Мислам дека Заев е прилично активен, ги обезбедува своите бизниси, бара начини да иако има, нели,
сега се отвори случај во Струмица и така натаму, дефинитивно допира до структурите поврзани со заев, да речем, и персонално и на било кој друг начин. А и Струмица е Струмица, Струмица е, како да кажам, што вика е седно на тврдина, тамо има други правила на игра, тамо е да речеме, Меделин, да речем. Како, не знам како да го опишам тоа. И тамо се тие правила на игра. Според тоа, дефинитивно, може да се каже дека постои една нелагодност во таа империја, иако ја му посакувам на Заевна се најдобро, без оглед на се што стори и лошо за Македонија, сепак и тој, како и сите други, би требало да има право на правна заштита, утре би, ако се појават некои компании негови во ситуација да бидат тужени и обвинети да имаат право на но фер процедура, така. Фер процедура. Не бараме ние ловна вештерки, него бараме само по закон. Повели, Лјузим, сакаш да додадеш? Сега да се надоврзам нешто во врска со претходните мои колеги тука. Ние во минатото сме биле сведоци дека секој ден слушаме информации од страна на медиумите дека се случил некој криминално дејство или злоупотреба на службена должност. И беше секој ден ни беше интересно тоа, ајде да слушам секој ден кога ќе станавме саба што ќе се случува денеска, нешто интересно. Овој последен период како такви информации нема. И сега криминалот и корупцијата која била на толку ниво, ние не може да го намалуваме или на нула, како што каже Прескалатас. Никаде не е на нула. Не може тоа, нема шанси. Но без како јас кажав дека народот сака промени веднаш, тој период на трансформација на власта и му возможува на такви луѓе да прават криминал, како што претhodно кажав Геровски. Ние имавме и во овој период, ние имавме проекти, пример, уличен прибор. Уличен прибор. Тоа за деца намалување на маржата. Мене ми се јавот од сите страни и кажат, слушај, криминалот и корупцијата пак се смени власта, криминалот и корупцијата уште продолжува. Знаеш зошто? Пошто во тие институции кај треба да врши надзор на тоа, луѓето уште не знаат дека се случиле промените моментално. И таму има промени тие луѓе. Уште не се промени. Не се промени тие луѓе. Треба време. И луѓето уште продолжуваат по старото. Не ти пишам казна? Не дојде во кафе да се договорим. Јас сум со главниот вака поврзан така и нормално. И сега луѓето кажат, абе луѓе, не ли се сменил власта, уште не рекетираат луѓето. Значи, а во тие институции тие што уште не се промени луѓето. Така што мора да се поведе внимание за вториот и третиот ешалон, разбирам. Ако не се промени сите институции во државата, тогаш ние ќе имаме проблем додека и попосле може да го фокусираме дека владата дали успела или не успела. Или да вработиме уште 1000 истражители во полиција па да истражуваат. Процесуален е проблемот што го. Да, разбирам. Така што ние еве и на народот им кажа, ние треба да бидеме стрпеливи. Ние знаеме дека во минатото било лошо. И сега гледаме дека уште тие проблеми во дејства на криминалот се поврзани. Уште луѓето, но треба да поминува еден период кој треба да се трансформираат сите институции, па после ние може да кажеме насока на тоа како ќе се движи. Сега ова да спојаме ни два муавети. За овој транзиционен период, брзина, спорост и така натака. Например, Панче Тошковски, министерот, го гледав на интервју пред некоја недела, зборуваше за, се најавуваше есенска активност конкретно МВР кога е во прашање во однос на сомнежи за криминал. Меѓутоа, честно и искрено, за некој случај не именуваше лица и конкретни случаи, но кажуваше има сериозни индиции, но според мене вика се уште не на ниво за кривична пријава. Чи тоа е одење по јус. Ако ти соберам докази, тргам по тебе. Се во тој меѓу период исто дуи се спремаат, сега ќе оделет на теренски бидејќи некои од таргетите јавни етаблирани се таму. Ова е битно што го каже Шод. Значи, не може министерот, премиерот Паич, да се јави да рече смени го тој, како се вика, инспекторот, зашто тоа правил. Си има управни одбори, има све и са ти идеш, ги менуваш доле, ако сакаш да работиш по закон. Ако не е банда, ако си, ќе правиш како СДСМ за 15 дена,
донесува своји луѓе. Ја само нешто сакам да кажам, па да се вратам на 100 дена. Добро. Значи, корупцијата е причина која ги соединува луѓето по сите основи. И етнички, и од една партија од друга. Ние сме сведоци, како новинари, ја можам у своје име да зборам, за интензивна соработка. На јадрото кое СДСМ го третираше као најкорумпирано во стариот ВМРО ДПМН на Сашо Мијалков и негова интензивна соработка на Сашо Мијалков, 2 бивши министра и 2 адвокати на мафијата, со роднините и пријателите на Зоран Заев сите овие 7 години. Значи, они си се најдоа. И хотели си отворија, и по 30-40 стана и многу ја дека има собственици, па се среќаваа, па си правеа бизнеси, па знаеме за Шел помпите, па знаеме за многу други кои заедно ги работи и за кои треба државата да интервенира и помогне. Знаеме за 6 месеца условна пресуда на нивниот Зоки Кичеец кој направи сообраќајка од која загина човек, што е смешно и тако даје. Корупцијата не можеш да ја бараш само во СДСМ, само во ВМРО или само во ДУИ. Мораш да бараш во структурите кои се меѓусебно поврзани согласно заеднички интереси. И тоа е сложен процес, и тој процес и Панче Тошковски, и премиерот, и министерот за правда знаат да го спроведат, им требаат соработници во обвинителство и судство. Ја би се вратил на нешто друго, вака за граѓани што е интересантно. На реформите. Јас сакам политика у која секој граѓанин ќе се види себе, свој личен интерес да види. Например, се најавува трет мобилен оператор или, што е процес кој јавноста помалку го знае, можност да биде од странски оператор купен Телеком Македонија. Што тоа за мене значи? Ние го имаме 4IG унгарецов, за кој вака во јавноста ние сме исто криви, мислат дека луѓето тоа е некоја така папир фирма, некоја зезалица, но тоа е фирма која како Албафон што беше кај нас. Да, не, тоа е фирма, значи во која 40% собственик е Rheinmetall. За овие луѓето кои не ги интересира многу економија и политика, да ги кажам, Rheinmetall е најголема индустрија за оружје во Америка. Као Lockheed, рецимо во Америка и тако дали. Во Германија, Rheinmetall. Значи, еден исклучително богат и сериозно државен институт е 40% собственик на овие маđарите кои доаѓаат. Са јас колку што знам, они се разгледуваат можност да го купат Телеком Македонија и да имаме втори оператор, но зошто е тоа битно? Затоа што мене би битно како граѓанин да Александар Николовски, Христијан Мицковски и групата експерти и министри околу нив на овој проект донесат пониска цена за мене. Дали они ќе донесат пониска цена за мене? Еве дека ќе донесат. Отвори Telecom.d, германскиот оригинален Телеком. Погледни ги цените на услугите на Телеком во Германија и на Телеком во Македонија. Квантитативно ние плаќаме исти, а за одредени сервиси 20-30% поскапи цени. За 1 мегабит, за одличен да имаш интернет пренос, во Германија се плаќа нешто помалку од кај нас. Помалку. Стандард пута 6. Пази, тука ти е работна сила и кирија, и струја, и вода, и све живо. Така, значи не е само стандардот, упрашај трошоците унутра. Но, тоа е квантитативно. Квалитативно, еве јас сум имал од 1 мегабит Телеком интернет на оптички кабел, никој пат не бил поише од 600. Значи ти не ми го спорачуваш тоа што сум го купил. Плаќам кило леп, а ти ми продаваш 600 грама. Ние има скоро монополска, дуопол. Ама 600 грама леп ми продаваш. Значи тоа е за мене битно. Битно ми е што автопатиштава ќе напредуваат, битно ми е што Штипскава болница ќе напредува, тоа ми е битно дека ВМРО ќе го направи. И ја знам дека ќе го направи и верувам дека ќе го направи. Да, тоа е барем подпис на ВМРО. Ја не би се бавил многу со ДУИ. ДУИ сака сега ние сите многу да се бавиме со нив, за да бидат тие центар на внимание во своите фокус групи и таргети. И ќе дојдеме, ќе падне влен, вака ќе биде, така ќе биде. Влен не нити ќе падне, обратен е процесот, нити е ДУИ веќе релевантен фактор за да му се посветува емисијава. И премиерот на комичен начин ги доживува и во јавност. Не е ни СДСМ веќе фактор. СДСМ е четврта партија во моментов, а може да и петта наскоро. Види, фактор не е. Не е фактор. Нема што да очекуваш од СДСМ. СДСМ има кадар, може ли да донесат уметници како Софија Куновска? Може ли интелектуалци од типот на Гордан Георгиев?
Може ли политичари од нивните редови од типот на Игор Шема, Игор Ивановски? Значи никој од нив не сака да влезе во СДСМ ни кафе да пие. Од тие што ги знаеме, као перспективни, докажани од своите професии и честни во СДСМ. Никој. Што значи, ако они сами себе не се обрнуваат внимание, не знам зашто не би трошиле време и внимание овдека. Дај ние да анализираме што работи оваа влада, што може да се очекува од неја и да ги држиме за збор. Тоа е најважното, ја зборам од позиција на новинар. Како што за пензиите кажа он, еве ја ти кажам за Телеком и автопатиштава, Геро веројатно ќе има нешто трето. Тоа е за нас интересно и тоа е како да помогнеме. Надворешна политика би сакал наредно да продискутираме. Геро имаше една колумна пред неколку дена за предлогот на премиерот Мицкоски за одложено дејство на уставните измени. Мислам долги месеци се зборува за таквата идеја и како идеја, да, мене ми се допаѓа, бидејќи обезбедува каква таква сигурност дека нема ветото да не чека на секој ќош преку користење злоупотреба антиципирана, еве од моја страна во анализите што ги правам за преку внесување на бугарите во системот и после онаа приказна за човекови права која што може на 100 начини да ја развиваат како што ќе им одговара, како што правеле со Пендиков, како што правеле со тој од Лабуништа, наводни случаи на етнички криминал и така натака и така натака. Како ти ја оценуваш ова улога однесувањето на и премиерот Мицкоски, и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, па и улогата на вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, кој што има еден специфичен дел очигледно од своите ингеренции, кој што ги посветува и во капацитетот на вице-премиер на надворешната политика. Додека уште беа во опозиција, бидејќи долго време јас пишувам, овде сме разговарале, полемизирам и така натаму, посебно со ова клучно прашање сега што се испречува на одвојувањето на Албанија и Македонија. Не на одвојувањето, него бугарското прашање. Добро. Одвојето, боже мој, се одвоиле голема работа. Се знаеш. Долго време разговараме и кога беа овие луѓе и Мицкоски, Тимчо, министерот Муцунски во опозиција, разговаравме и стекнав еден впечаток и морам да кажам да сега не ми е пријатно кога фалам политичари, ама сега кога нешто за фалење, ми се допаѓа што од првиот момент влегува во приказната со една проактивна позиција. Значи, најлоше е, тие наследи од претходната влада, како да кажам, трагична позиција на Македонија. Не лоша, туку трагична позиција на Македонија. Не беше проблемот што тие луѓе претходните сервилно прифатиле се што им било сервирано и во францускиот предлог, и во преговарачката рамка, и во директните односи, протоколите и така натаму. Не беше проблем само што тие тоа го прифатиле. Туку тие, го знаев јас, тоа и добро што сега тоа се кажува, тие ветиле, дале гаранци да ова ќе помине, што е пострашно, се обидува да влезат во уставна процедура, не влегоја и кога изгубија избори, уште ја убедуваат јавноста, не бе ова не е адакта, ова не важи. Луѓето им е тешко да разберат, не постои предлог за уставни промени. Значи, новата влада наследи ситуација во која едноставно не постои формален предлог на уставни измени. Се знае кој предлага уставни промени. Се знае кај тие треба да влезат. И додека не влезат во собранието, додека не ги видиме амандманите како тие ги замислиле, нема таков предлог. Клучот беше, а од друга страна они се под притисок. Ајде да видиме што правиме, скоро на екипа бевме во Брисел и тие бирократите тамо пред избори беше пред нивните избори викат, што е докај со ова? Викаме нема, како нема? Па нема предлог. Имало, можеме да дискутираме, пошто нема предлог, што да дискутираме. Просто немаше разбирање, се сметаше дека тоа е завршена работа. Само дали ќе прифати некој или не. Проактивната позиција на оваа влада што се пројави во првиот момент, значи следново. Ние, во принцип, немаме проблем било кое малцинство во Македонија, и бугарското, и хрватското кое не запишено, и црногорското,
и египćani, и лапонци утре ако се појават, да се чувствуваат во оваа држава природно, нормално, недискриминирани, како што и не се да. Ево ви од Непал, например, не сум видел дека некој ги дискриминира, туку одат во Хрватска за повисока плата. Во периодот на најдобрите односи меѓу СДСМ и овие летечи премиери и така натаму во Бугарија што се менјат на нели ова, ние имаме овдека постојано скандали. Клубови едно друго пање ова и трубење. Бугариве во Македонија уште што не ги колиме во 9-тиот круг се на до преговарачката рамка. По усвојувањето на преговарачката рамка. Драга влада нема ништо. Па како е тоа логично? Тоа нема смисла. Значи, целата приказна е приказна судир меѓу позицијата на Софија и позицијата на Македонија. А ти настапуваш на власт и ти немаш позиција. Ова власт дојде без позиција. Не знаеме зашто сме. Нема ништо. Сега, она што го забележувам и што го гледам, и што го читам, и што го кажува јавно, беше Мицкоски во Брисел, тој настапи се едно конкретен предлог ова. Јас имам лично и други предлози, други идеи, сме ги разговарали и така натаму, но е важно тој предлог во кој ти се убеден дека обезбедува некакви гаранции дека не може веќе да продолжи политиката на учени, диктати и така натаму, ти го пласираш. И сега многу е тешко, тоа би беше идејата на мојата колумна, обесам, многу тешко да се одбие тој предлог. Прво е глупово да се одбие од страна на Софија, апсолутно. Тој е позитивен предлог за софијанците, но е тешко бидејќи нема аргументи. Нема аргументи. Направив паралела со Преспанскиот договор, каде што практично го имате истиот инструмент, симетричен, исти, буквално идентичен инструмент, се извинувам, на заштита и на гаранција. Кога стапуваат во сила амандманите по ратификација на и сега протоколот во парламент. Очекувам владата во период што престои, без голема гуџа. Ова можеби ќе се одбие, можеби ќе се отфрли, веќе има најстрашно и најтажно е што овдека има сили во Македонија, овдека има, од тука почнува, уште не сум чул сериозен став во Софија, уште немам слушнато. А Филипче обвинува владата, го обвинува Николовски, Мицкоски. Овдека разноразни и така натаму. Леле, ова не е така, не е вака и така натаму. Чекате, белдоги, ова е дипломатија. Ова не е хилта, па ќе го бушиме сега Зидов и ќе го срушиме. Не се води дипломатија така. Треба се најде чаре, се најде начин. Или како што рече Мицкоски, да го цитирам, вели, ако има начин, ќе има решение. Има начин. Има начин, секогаш имало начин. Сме зборувале и во ова студија многу пати, има начин. Ако се интересите заеднички, ако постои интерес Македонија и Бугарија да бидат заедно, а постои интерес, сетете се на 990 години почеток, Бугарија беше првата земја што ја призна Македонија како територија. Не целосно, во ред. Како А и американците не ја признаат целосно. Само Србија ја призна целосно прва. Освен црква. Како народ јазик, но е битно дел од државата. Има малце врска, сега не е дел во државата. Добро. Но е битно дека ја призна, битно е дека Бугарија беше може би не спонзор на Македонија, во тој период беше начинот, земјата што ја помагаше во блокадата, в период кој беше блокирана и север и југ, и Србија и Грција. Значи, односите беа идеални пред да решиме со договор да ги регулираме. Ако има интерес, може ли да добиеме збор за да можеме да полемизираме? Љузим, сакам да те прашам, што мислиш за тезите на твојата колешка како доктор на науки од правниот факултет, која вели до кога албанците ќе не чекаат нас македонците да се занимаваме со бугарите. Не знам дали го проследи тоа блескаво издание на Ана Чупеска, но имаше една таква теза. Односно, дел од онај сет, сега кратко само да го проведеме, дека вие албанците од Македонија многу ќе се изнервирате ако уште мора да чекате на нас и не знам што ќе се случи, ќе се отцепи Липково и ќе тргне према, ќе почне преговори со Европската унија. Знаеш, во последно време се постават многу големи тези од страна на некои приврзаници од старата гарда, односно да не ги спомнам името, бидејќи од данас сум кажал дека тие не се веќе значителни во државата, но бидејќи машинеријата уште работи, кажуваат дека се дели Македонија од Албанија во процес за интеграција во Европска унија. Сакам да кажам дека се делат маж и жена, се делат татко од детето, или децата се одвојат едно семејство, во камо да се разделат во еден процес две држави. Првин,
Втори, многу е важно дека ние сме после многу пред Албанија процесот за интеграција во Европска Унија. Второто, колку ќе чекат албанците решиле да живеат во оваа држава. Ние треба заеднички да се бориме за државата заедно за да одиме во патот кон Европска Унија, но ние треба да се бориме и да имаме заеднички став за отворените прашања што ги има Македонија со соседите, односно конкретно со Бугарија. Има уште нешто ново што се пласира, можда вие како новинарите читате, но јас сум во контакт со луѓе повеќе. Сака да шират, пошто луѓето не знаат што е Европска Унија. Јас ти гарантирам дека идеја за подобар живот. Да, пошто не се сите студирале правен факултет, европски студии и така натаму. Они мислат дека луѓето, пошто албанците генерално во државата се прозападни, ама само се прозападни со тие државите кај им се нивните семејства, односно гастарбајтерите таму. Печалбарите. И они мислат дека Европска Унија само Германија. Тие мислат дека и Швајцарија не знаат дека не е дел од Европска Унија. И мислат дека е Норвешка, а и таа не е дел од Европска. Значи тие не знаат кај. И последното време, знаеш, тие забораваат дека Унгарија, пример, е членска на Европска Унија. Дополнително во овој период, во следните 6 месеци преседаваат со Европската Унија. И тие знаеш каква теза сега наметнуваат? Државата, замислете, се поврзал со Унгарија, заедно со Србија и Македонија и со Грција сакат да не носат во Русија. Да, извини, да, ова разбирам. теза секој ден се Чим го зборува. зборуваш, да. Значи, ја зборуваат на големи, ја шернуваат на голема низ Facebook, Instagram, TikTok, кога зборуваат по кафиња, пошто сега функционерите немаат работа и сега освен тие само освен директор во бордот и во чајджилница да стојат да прават муабет, порано си стоја ги гледам некои фаци, порано стоја во елитни ресторани низ Скопје или во ланч барови, ноќен живот правел, да не ги зборувам со име, во елитните во Скопје, сега се префрле во селата, во чајджилници или во некои ресторанти. И како е тезата Македонија, Србија, Грција и Унгарија со Путин? Да. И сега ова теза ја наметнуваат кај албанците за да можат албанците да имат гнев за тие да ги користат, да ги мобилизираат за можни протести. Се со емоција се постигнува апсолутно. И втори за граѓанска непослушност. Каква бе непослушност? Па така нели изјави еден експонент во една телевизија дека се мисли за данок нема плаќа. За граѓанска непослушност. Или сметки за струја? Не, после еден приврзаник негов другар што му ми кажа, абе тој лошо го кажал, мисли за протести. Значи граѓанска непослушност мисли дека се протести. Разбирам, добро. Така што овие луѓе наметнуваат тези по секоја цена да се вратат. Замислите сега, ако тие би се вратили на власт, ова е многу важно да се кажува, дека се е лошо, дека ние се наоѓаме во таа позиција, албанци се наоѓаат во таа позиција пред 2001, како им што кажа нивните аналитичари, некои аналитичари, пошто тој не го знаел ситуацијата како бил пред 2001, а дошол тука да се бори за нашите права. И таков начин мислат дека ако тие го тргнеме влен и овие одат на власт, од Сабале се е сменото, нема тука да ни прави никој притисок, дека веќе нема да соработуваме со Унгарија, нема да соработуваме со Грција. И вратиме парите ние на ќе бидеме директно поврзани со Берлин и оние мислат дека нивниот лидер секој Сабале кога станува ќе се слуша со канцеларот. Не, Шолц му се јавува на него за да го праша дали е добар и како е ситуацијата. Што да правиме сега? Да, они мислат дека центар на пажња е нивниот лидер, им се јавува сите. И сега замислите, не можеме да се спасиме државата, така каже изјава, не можеме да ја спасиме државата дека е во тешка ситуација и дека не можеме да излеземе од ова ситуација фашистички такви, а замисли дали изјава порано дека тој ја урна Југославија. Зарем една светска сила како бил Југославија, тој ја урна, па не може да ја урна Македонија, бидејќи кажа дека ние еден камен не може да фрдиме. Совет до политичарите на влен да почнат по чајджилници да одат повеќе, да не се мотаат по лаунж барови, бидејќи на терен мора да ги соочат аргументите, така? Не е така. Не е така? Не е така, пошто веќе нема пари.
тие со државна сметка платиле таму, или од тендерите. Веќе нема пари. Знаеш, мора да го кажам и ова. Јас многу ги почитувам комшиите. Добро. Јас секој сабаре пред да тргнем на работа, еден од комшиите ќе го викам на кафе. Многу се повозрасни од мене, но ги почитувам и пијам по едно кафе. И одам кога чекам еден комшија, тој беше познат лик во минатото, во смисла на позитивни работи. Не во делот на овој гром, многу успешен човек, професор во факултет исто така е. И си размене некои идеи сабалечки и пред него ми дојде дечко, го познава, кенлер беше во еден ресторан и го гледа еден и каже: "Еј, што бара бе овој?" Многу рано, каже, станал за да оди на работа. Абе, каже, овој дуј забрал, забрал дека е во власт. Они мислат дека после 22 години веќе тие мислат дека уште не е власт. Кажам, кој ќе се трезне, ќе пие едно кафе, ќе се сети дека не е дел од власта. И го гледа и му текна. Ај, каже, овој иде да купува цигари. Каже, купува цигари сега сам. Кажам, зошто? Абе, каже, порано по 2 штека им нарачавме од ресторан. Ајде. Како е? Да, каже, пие Малборо Тач, плаво, и секој втор ден, каже, ние им нарачавме кај Малборо да носат по 2 штека. 2 штеки, да. И еден ден да, еден ден не, и секој ден, каже, мора да го памтам дури и дена да му се јавам да ги носат цигарите. Вау. А зарем, кажем, а што му пишавте поште во фактурата? Каже, па нормално бифтек е како поскапо јадење и пишавме дека земал 3 бифтека за да се порамниме со цигарите што ги купува. Замисли, значи, и цигарите не само за себе, и за дома што пиеле заеднич, пошто 2 штека, треба да се отруваш да ги пие за 2 дена, значи и цигарите ги купиле во сметката на државата. Во такво дереже ние сме биле, а ние се збориме дека тие луѓе веќе не идат во тие места, бидејќи веќе пари порано пуша и пури, сега си пушат цигари, да не кажам родео, разбираш. Сега да ги спомнам. Не спасува државата, затоа мора да им се даде кредит. Ја би сакал да го затворам разговорот, онамо ќе го почнам зборам за својот дел. Значи, кај што кажав дека Христијан Мицковски и неговата екипа со години се спрема за доаѓање на власт. Не им дојде власта како изненадување. Беше познато и за нив дека со такво темпо и со тие методи власта ќе дојде. Првата проверка беше на локални избори, од тука натаму, тоа се веќе 3 години, се работеше само за подготовка на централната власт. Значи, Христијан Мицковски неколку пати ја кажа таа теза, која во поголем дел од јавноста уште тогаш беше поддржана. И јас си го поддржувал исто и кај тебе и на други телевизии каде што сум бил. Немаме никаков проблем да бугарите бидат дел спомнати во нашиот услов. Проблем се условите и понатамошен процес. И тоа го кажа и сега. Значи, не е ново. Ново е тоа што сега не е сам тој кој кажува, сега кажува и министерот за надворешни работи, кој тоа го операционализира. Ние никаде не сме заедно со Албанија, секој се конкурира за себе, секој со своји услови, секој со своји можности и така дале. Никогаш не сме биле поврзани во некој пакет, бидејќи тоа значи дека сме некоја конфедерација која треба да влезе во некоја унија. И што е најважно, немаме исти услови со Албанија за влез. Тие требаше да пуштат од притвор граначалник, ние да си смениме личен опис. Не притвор, условите се, ако сака Србија и Македонија да стаи заедно со Албанија, Албанија која има прекрасни односи моментов со Србија, тоа ќе да ја кажеш да се откаже од поддршката на Косово и да го присилува Косово да се врати у Србија. Тоа би било услов еквивалентен на нашиов и еквивалентен на Србија. И да признае дека Скендербек е бугарин, например. Бе тоа малце тоа, ќе признаеш голема работа, утре ќе се откажеш. Не, територии... Бујар беше, мислам, кај Геро на такво прашање. Територии не се менуваат, територии не се менуваат и устави многу тешко се менуваат. А територии паич без војна, а кај србите се бара територија, каде се бара устав. Значи најтешкото треба го завршиш. Иначе ние сега ќе кажеме само како се овој цар бил бугарин, признато е на Евроскунија за 2 месеца, 3 за 6 години, некои други професори ќе се соберат ќе речат бил македонец и чао џаци. Не можеш да ги споредуваш патиштата, дали едниот е понапред, дали другиот е поназад и така дале. Можеш да споредуваш само дали тоа што ти е внатрешна задача се го исполнили или не во условите за Европската унија, ама збориме за копенхагешките критериуми. Збориме за тие што се заеднички за сите земји кои биле кандидати или се кандидати. Значи, пак ја мислам дека надворешната политика во моментот за нас не е задача број 1. Не е ни задача број 2. Последните анкети кои беа правени беа
Преработување, економија и корупција. Значи, граѓаните се определија за овие три. 9 беше прашањето со Бугарија и Европска унија, ако се сеќаваш на редоследот. Да, во однос на проблемите, Ја не викам да. дека е небитно, но викам дека овие се побитни и овие те европеизираат. Тоа прашање не е врзано со подобрување општо на системот и подобрување на Многу корупција на повеќе се. те европеизираат. Ако имаш правилно судство, обвинителство, автопат од тука до Охрид кој одиш кај твоите, ако имаш болница во Штип и ред пензија да се качи и плати, дај Боже. Тоа е европеизација, правната држава и културата на живење. Кои се најрискантните точки на ВМРО ДПМН како водечка партија на кој што треба да пази да не повторува грешки од минатото? Корупција. Значи, не сме да им се деси Сашо Мелков. Не сме. Јас со нив сум се дружил и приватно со некој од нив. Никогаш, прво владата на Груевски ако ги гледаме до последните 2 години уназад, имаше резултати какви што Вучич нема ден денеска, цел Балкан го фали. Имаше подобри резултат. Па пак падна вработување, инвестиции, зголемување пензии, стабилност, етнички сожио, све беше во рамки да бидеме пример за Балкан. Па падна владата. Падна владата зашто еден човек успеа, благодарејќи на приватните релации со првиот човек, да обезбеди автономија за себе, да врзе пар бизнесмени, адвокати и суди во својот клан и да направи пари. Како направи пари? Така што премиеров ги зема сите задачи на себе, овој не можел, овој не знаел, овој вака, и на крајот премиерот беше преокупиран 25 од може 24 сата со решавање проблеми кои не се и негова работа. И премиерот остаи празен простор. Не делегираше овластување на луѓе на кои тоа име работа, празниот простор го користи оваа клика. Не смее тоа да му се деси. Едноставно не смее. Ако се деси, ќе паднат сите. И на крај овој примерот на Сашо Мелков нема да одговара согласно своето учество во корупција, ќе ти одговараат некои Милевци, Гордани, како се викаше човекот што беше у Министерство за МВР за финансии задолжен 9 години. Џоко. 9 години човекот доби за коли кои се испорачени, ни ги украл ни пари, има дома ни ништо. Значи тоа е првото, да се 4 очи на корупција. Второ, на претркачи. Кога се прави нова власт и Македонија и Германија, значи особено кога се прават генерално кога на Балкан нови, многу е опасно ако паднеш под влијание на претркачи и полтрони. Тоа се луѓе кои се може да направат, има меѓу нив и способни, кои ќе ветат се со интерес да влезат во тимот, во било кој ешалон, во прв тешко, но од вториот надоле помалку, зашто помала контрола има, и може да ти донесат огромни проблеми. Јас сега пред некој ден разговарам, вика, види, ја од најдоле може да тргнам. Исто опрашање го имав од некој од нив. Јас сакам да знам кои се адвокати, извршители и нотари кои ќе работат за јавни предпријатија. Тотално ирелевантна категорија која јавност нигде не ја гледа, нити ја интересира. Многу пари се вртат овдека. Многу пари. Ако видиме дека извршители и нотари во претходната година заработеле од 500.000 до 1.000.000 евра, заработеле, не промет. 500.000 евра заработка имаш на најдобриот извршител во Македонија. Одеднаш кога станува многу доходовно него да бидеш министар. Сите гледаат во тебе, кондурите, плавушата, што ти е колата, дали ја возиш приватно и така да. Ве не гледа никој. Па викам, сакам понатаму да имам директори на јавни предпријатија кои се. Тука е корупцијата. Натре во владата. Во третиот ешалон, најрискантно. Отколку кај првиот човек. Отколку кај првиот. Ти сега, оно што го кажав на почеток, па сакам да го завршам. Ти сега имаш 3-4 министерства кои не функционираат на начин кој со закон би требало и би можело, од кој зимаш пари за да даеш пензии, за да даеш лекови, за да инвестираш у Штип, у болниците и така дале. Каква корупција ти очекуваш тука? Тука тешко ќе дојде корупција. Најопасни се претркачите од бившата власт, најопасни се екипата која беше врзана околу Сашо Мјалков, сега да ти дојде директно или индиректно во оваа власт, тоа се бивши министри кои имаат по 300, 200, 400 квадрата заработено за време на власт, канцелари, за адвокати, за нотари, тие се мотаат околу ВМРО. Еве ќе ти кажам, ја пред некој ден исто разговарајќи, викам, чекаме, тие луѓе се фалат из град дека имаат многу добри релации со вас, со врвот на власта, со министерствата, со првиот вториот ешелон. Вика, лажат. Ствараат фама низ град, дека се чуле со нас, дека стојат добро, за да си ја подобра својата позиција во околината, која во моментов име никој не ќе да седне со нив. Не е точно. Тука е стравот. И во Србија беше, и во Грција исто беше. Сириза така падна на полтрони, кој влегоа, нова партија, нова асоциација, која не беше со проверени луѓе,
и беше освоено од тие полтрони кои стана најкорупирани на крај. Тоа е најголемиот предизвик за владата. Стручност неспоредлива со минатата власт. Мислам, глупо е да зборам. По стручност. По посветеност исто, неспоредливо е. По политичко влијание и доверба кај народ неспоредливо. Христијан Мицковски почна од нула. Почна од 0-0 со дугови. Помина удари внатре, помина удари надвор. Доби локални избори, направи екипа проверена по сите основи. Не можеш да го обориш така лесно, па не знам, од Франција да донесеш кандидати од Германија. Само вториот и третиот ешелон, пази го, и овие извршителиве што се наситно, како што у полиција викаме, нема началникот да украде. Многу тешко ќе дојде ситуација преговара или министерот. Разбирам. Корупцијата ја прават уличните полицајци, сообраќајци и слично. Ќе ми дозволи само за да не е сега некој седи пред телевизор и се расправи, вика прашај го, бидејќи зборува за Сашо Мијалков, а и за модус на делување на луѓе кои што се фалат дека се блиски со некого. Така нешто слично било и на времето со тебе. Не сте биле блиски, но имало впечаток дека сте блиски. Значи, јас со Сашо Мијалков имам телефонски разговори, со доказ 10-12 телефонски разговора во животот остварен. Севкупно? Севкуп. И сите заев? Сите мои телефонски разговори се тие. Зошто јас го спомнувам во овој случај? Имам и лични причини, имам и политички јавни причини. Само на блискоста, не сакам да... Имам и лични, говорам за јавните причини. Okay. За овие 7 години, мотајќи се по судови, гледајќи што се случува, можев, плюс искуството, како сведок на некој настане лице место, заклучам зошто падна ВМРО. Со такви добри резултати ги тргам последните 2-3 години. Зошто? Заради корупцијата која почна како јадро кај човекот кој го спомнува. Зошто? Затоа што таму почна. Дали Миле Јанакиевски обвинен за крадење пари? Не. Дали Гордана Јанкуловска обвинета за крадење пари? Не. Дали Пешевски обвинен за крадење пари? Не. Ниеден. Вклучително и овој МВР кој 300 коли Ѓоко на тендер дошле, а не одговара тој што му ги дал. Ако имало корупција, има на двете страни. Никој нема обвинет за прајање пари, освен Сашо Мијалков. Никој од овие. А лежеа по затвори, лежеа спире, кој уште не лежеше по судови и така дале. Тоа не смее да го направи Христијан Мицковски, бидејќи знаел и гледал, додуше он дојде на крај од минатата власт, но можел да мапира како се создаваат такви групи, како превземаат влијание во медиуми, во противничкиот табор, пред амбасади и така дале, и како тие буткаат власта, а ти како жив песок, колку поише мрдаш, толку поише пропаѓаш. На крајот на краиштата и Никола Груевски не е обвинет никаде за крадење пари. Никаде. Дека стал пари од джеб. Разбирам. За крај, Геро, ако може една проценка анализа во смисол, нели, она синтагма дека е потребна силна опозиција за власта да функционира, да работи подобро. Ситуацијата според последната анкета на МКДМК е следна. ВМРО има 44-45%, следи ДУИ, следи ВЛЕН, па е СДСМ, четврта. Тоа се сите мали процентажи, но во која група ја зборувам и веднаш за нив левица. МКДМК генерално солидни истражувања имале, односно Маркет Вижен агенцијата која ги спроведува. Тоа се коси со оние тврдења на Филипче, според нашите анализи 100.000 гласа ВМРО изгубиле. Тоа му било потребно веројатно за пред членството, но да ја скратиме приказната. Тој не отстапува од каналите кои што СДСМ ги ископа, рововите, да не речам, предходно, и поради кои што се дел од причините за поразот. Тој се уште на прв трзај со Бугарија ја обвинува власта, македонска власт го обвинува ВМРО-ДПМН. Вели ова се најлошите 100 дена од било која влада. Човекот бил министр, му гореле луѓе во тие модуларни болници, многу спорни и така, вакцините и така натаму. Значи, како да нема намера да отстапи од начинот на функционирање, како и до сега, барем реторички, што може да се очекува? Може ли Македонија да очекува цврста, реална опозиција, која што аргументирано ќе ја држи власта под лупа? Ако луѓето да бикачка, ако таму ја гледаме водечката опозицијска партија... Не знам, може би левица ќе стане. Не знам. Реално би требало всушност на бикачка да биде да се изврши на сериозна промена на мајндсетот и таму да биде
како да кажам, главниот мотор на опозицијата утре. Така би требало да биде, но не е. Зошто не е? Прво, затоа што новото раководство на чело со Филипче не се откажува и мислам дека и не може да се откаже од грешките на сторени во минатото, поради кои народот го казни СДСМ. Е многу едноставно. Значи, ти не си прошол на испит, испитот е еднаков за сите, или прашањата испитни се за сите, ти паѓаш на испит и сега крив ти е некој друг. Не, ти си крив. Мора да ги признаеш дека некои од политиките се погрешни. И второ, овај не е толку најважно. Второ, животот продолжува понатаму. Во односот кон јавноста, кон граѓаните на кои им се обраќа новата влада на Бикачка, во сенка, новото раководство на Бикачка, тие мора да почнат да промовираат политики што ќе ги произведуваат. Че ние добро знаеме дека тие ќе бидат против се. Портпаролката Кузевска ќе стане, ќе каже, ќе напишат сообщенија, ако ги гледаме сообщенија, бе кратки тие, не ги Треба да мислиш за несериозни, ја како уредник еден период на Кузевска ќе искарам сега, што не би така, не се прави тоа така, треба посериозно се тоа да биде, дури и тој начин, но инаку реактивноста не значи ништо. Тоа е само фрлање шашми. Народот, може би не директно, но интуитивно, очекува за да те свати како сериозен политичар, дека ти сега ќе произведеш некоја политика. Дека ќе кажеш, видете, ние во врска со реформите во управата за јавни приходи, кај што они има сериозни проблеми, ќе правиме ова. Ама не може пратеничка директорката на управа за јавни приходи биша. Треба против незе да збори. Не, нема. Ние знаеме против што ќе зборат. Ние не знаеме за што ќе зборат. Разбирам. Треба да привршуваме. И тоа е сериозна обврска. И дека би сакал да ја видам Бикачка на крената на нозе, а не е. Значи, ќе видиме. Љурзим, затварај. Ќе ми дозволиш само една минута. Повели. Ние кажавме генерално дека во централната власт имаме промени на власта. Односно, мора да кажеме дека ние сме сепак скопјани, живееме тука во Скопје и живее една третина, речи се, во државата тука, граѓани, кои се незадоволни од локалната власт, односно од градот Скопје. И јас логично си мислам дека е нормален човек што, барем во политички мислам, дека кој ќе земе 1500 гласа во ниво на град Скопје треба да даде оставка за да им овозможи да се држат пред време локални избори за град Скопје. Јас мислам дека еве една теза ќе фрлам тука. И во другите општини, пример, имаме Струга кој има 8 кривични пријави, замислете еден градоначалник кој е во црна листа во САД. Исто така имаме градоначалници кои веќе се на функција на министри или на пратеници и се празните места. Јас мислам дека владата генерално, бидејќи има и може да има и двотретинско мнозинство, може да го смени законот за Има и најава, за промена на законот за локална самоуправа и да можат изборите, локалните избори, веќе не можеме ние Скопје да го ставиме уште една година вака да се опропасти, за да може сите одеднаш изборите, локалните избори во ниво на држава да се одржуваат во месец, пример март или април. Тоа ќе беше најголемата следна реформа што би се направил во државата. Или барем од повикување со помош на референдум се со цел да може и предвидените тие 250 милиони евра за следната година да може да се прераспределат на точно место и кај точните луѓе кои може да ги прават овие реформи. Значи, јас претпоставувам дека владата ќе мисли на ова насока, за да може побрзо да ги решаваме проблемите кои ги имат народот секој ден, особено во градот Скопје, а и во другите општини кај нема градоначалник или па имат корумпиран градоначалник. Благодарам, мора да завршуваме. Чест ми беше и задоволство и ќе се видиме повторно во истиот состав ако немате ништо против. Бранко Геровски, Љурзин Фаризди, Драган Павловиќ Латас. Фала уште нешка за одвоеното време и споделените размисли. Благодарам ја. Благодарам.
Ви благодарам вас што останавте до самиот крај. Знам дека уживавте наредна средба, закажувам идниот четврток по 22:30. Дотогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.